Ипа, добродојавте во новото видео. Денес ќе ви снимам тренинг за цело тело на шипки. Камерманот не знае појма, он не ни ме праша, така да еве да му кажеме и на него. Но пред тоа мора да земеме лубеница. Сега, јас имам така наречен коњак. Тука си имам човек кој што стрикно за мене не треба да бирам, и тоа знам да го направам. Ако сакате можам и туторијал да ви снимам за тоа. А сега одиме да земеме една лубеница, која што ќе ни биде после pre-workout за пред-тренинг. Аце? Не е тука. Ти треба нешто? Па да, сакам лубеница да земам. Можеш ти да ми помогнеш или да го почекам? Знаеш за колку време ќе стори? Готово, ајде, ќе го почекам. Нема гајле. Така не се брзаш. Или да пресечеме па насрекаме. Не, сега да не му зимаме, да не му сечеме, да, нека да видам. За... Ти го знаеш колку пари е овој пипер? Ој блак ли е, лют ли е? Мора да почекаме за да земеме добра лубеница. Не може да земеме оваа тука на излог што седи и што е презреана, ама вреди да почекаме. Ја колку време ќе чекаме? Не знам. Тоа време можеш да објасниш зашто те немаше една недела. Зашто ме немаше една недела? Мојот помошник, односно не сакам да ти давам надимак камерман, не знам, мора да смислиме нешто интересно. Беше на одмор, беше у Турција, беше all inclusive, одмараше, ми сликаше јадење, ми сликаше базени, вода. Јас имав за задача доколку сакам и можам да снимам, ама поради и причината поради која што направив, да речем, многу долга пауза од вани што не снимав, тоа е мојот телефон. Немам меморија, заборавив да позајмиме камера, барем некој да имам, а телефонот не ми е во функција, односно нема меморија. И затоа немаше една недела видео. Се надевам ќе ми простите и дојде Аце, сега ќе земеме лубеница. Може да снимаме еден ден да продам јас тука да му речам брат, дај ми овако да видите како се продава овде, ќе застанам. Има цел аеродром да Протеинска лубеница. Zero sugar. На пиперките ќе изналепиме 20 грама протеин на 100 грама. Здраво, Аце. Одлично, брат. Те чекам за лубеница. Не е бото тоа. Па имаш некоја нова да земеш? Па да, не цела. Домашно производство. Овде да знаете, секогаш се има домашно. Тешко. Немај гали. Ајде. Не, бото, чекај, се ќе ме дуват. Утака не утекате, шутеке стига битуват. Готово. Скопски беше презел. Ама во Скопско ништо не било. Не, се беше Скопско става пет, али не ги лапи за и да лесно. Ништо. Сама што ти дам така без пај? Не бе, како ќе ми дадеш брат? Не бе, така, може да го извадиш ова. Не, Ова само го тргаш ова тврдо, се јаде. Така зема алаф од мене ги дам. Брат, ти земи таму искористи, не знам, јади. Не, бато, што ќе искористам, секој пат, на томат не може да си лечете да ги знам. Ова само да не пипкам за посла, ќе го изводиш, ова навака е тврдо. Да бе, да гледам кој може да си Готово, јади. тоа. Ај ќе му смислам нешто, ќе му направам. Се готово. А те се гледаме брат. Гледам, Ајде, да извадим нешто од оваа што има. А знаеш што како ќе влеземе брат? Никако. Го заборив тоа таквото. Чекај сега да видим. Здраво, дали ќе може да ни отвори? Ќе може вратата да ни отворите? Благодариме. A few moments later. Сакаш да шутирам? Така. Ајде. Сега можеш да снимаш колата, вчера сум ја перел. Ја те носам со моја кола. Гледај сега. Так. Сега ми се отвараат прозорите. Нема за фрканци. Сега кога ќе ми ја дадеш тоа камерата сам, кога ќе снимам да видиш какви агли ќе фаќам. Мириса на шампон. Брат, ти слушна за дојавата дека скопската вода не е како што треба. Вчера влагам у кам, рафтовите за вода све празно, брат. Идеме сега да направиме еден тренинг за цело тело, затоа што на пред претходното видео каде што снимавме како да стигнете до вашиот прв згиб, имав доста да речем позитивни коментари
особено од помлада публика, која што сака да се занимава со стрит воркаут, да вежба на тој начин. И сега ќе одиме да направиме еден тренинг за цело тело, вклучувајќи и нозе. Се некои примери кои што јас ги правев во времето кога јас вежбав. Не е ништо комплицирано, само ќе треба да ги адаптирате бројките врз основа на вашата физичка спремност. Ќе ви кажам исто како да го направите и тоа со мала математика, ама верувам дека ќе ви се свиѓа тренингот и дека ќе имате доста напредок. Него јас со листот што ќе правам, брат, се зафркнав. Тоа што си го повредив. У Охрид, брат, го повредив. Како дете, брат, дете. Ја бетер од деца отидовме за викенд ваму со шатори. Петокот трчав 30, брат, и сега петокот стигам и нели као нормален човек треба да го наместам шаторот, да јадеме, да се позафркаваме, да се подружиме. Ја дете, брат, како да не сум видел топка. Фатив де фудбал, де одбојка, де тај не игра што најдовме со тоа топче удрив, де скокај наму. Кога се внесов како, не знам, како да се работи за некој надпревар, за нешто како јас дека нешто ќе добијам, сакам све да победам. И не застанав, брат, петок, сабота, недела, по цели ден играв тоа. И у неделата, баш при крај, буквално пред да си одиме, игравме пак тоа со топчето, так, и нешто ме стесна доле. Го осетив листот и му кажав, му викам на тој другарот, викам нешто зајабав. Не бе, вика ништо, не ти ово она. И од тогаш све иде наудоле. И оваа недела четврток сме, немам истрчано ни 10 метри. Чекам да дојде еден физиотерапевт од странство, другар ми го препорача, кој што бил добар. И додам до кај него да дзирне, да види што е работа, ако знае, нели, да ме посоветува да име што треба да правиме понатаму. Не знам колку време ќе ми одземе се ова. До маратонот остана уште 7 недели. Се надевам ништо повеќе од 2 недели. Со 2 недели ќе бидам среќен. После да ме останат уште 4 недели, од кои да истераме лонг ран, барем од 30 и кусур километри, да имам некој тест да направам пред тие 42 и здраве Боже. Ако не на една нога ќе го клецкам брз. 10 сати. Ајде. Здраво. Значи, како што ви напоменав претходно, тренингот е за цело тело. Сега, ќе ви објаснам како и сами да израчунате, односно да се ги вметнете вашите бројки врз основа на вашата физичка спремност, за да може да го направите тренингот. Јас ќе ви давам сега неколку примери овде. Првиот дел од тренингот имаме згибови плюс клекови. Сега ќе ви кажам како ќе го концепираме тоа. Имаме 5 серии. Во првиот тренинг ти сега ќе најдеш тука негде некој аголче и ќе запишуваш таму. Како јас ќе ги кажам и да стои тренингот од страна. Тоа ти е. Уживаш у турска, уживаше. Сега јас све ќе ти напишам, твое е само да стаеш. Во првиот дел од тренингот имаме повише акцент на пул, односно на згибови, каде што згибот ни е главна вежба, а склек ни е како активна пауза или актив рест. Имаме 5 серии. Секоја серија има пауза од 3 минути. Што значи, за време на пауза од тие 3 минути, вие ќе правите по 2 серии склекови. Сега како идеме. Згибот го правиме 80% од вашиот максимум. Пример, ако може да направите 20 згибови во серија, тоа ви е максимум, запишувате 20 минус 20%, или тие посто што заостануваат од 80, тоа е 16. Значи, имаме 16 згибови, од кои правите 5 серии, и помеѓу секоја серија имате 3 минути пауза. А за време на таа пауза правите како активен одмор, односно склекови. Сега, тука имате 2 серии, кои што може да ги правите на секоја минута. Значи, првата и втората минута правите 2 серии, кои што ги правите 50% од вашиот максимум. Ако можете 50% максимум склекови да направите во една серија, ќе правите по 25. Сега ќе ви покажам една серија во пракса како би требало да изгледа тоа. Сега нема да го правам ја нели класичен тренинг, ама ќе ви покажам. Пример, јас можам да направам 10 згибови во серија, 10 минус 20%, тоа е 8. И пуштате, прво кој ќе ја направите серијата, па правите, стискате пауза. Идеме. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. И сега идеме пауза 3 минути стискате. 3 минути и сега. Кога ќе помине првата минута, правите склекој. Значи исто ќе израчунате. Како што ви дадов пример. Еве сега пример, ја можам да направам 20 склекои максимум, 50% се 10 повторувања. Кога ќе помине првата минута од паузата, се гледа? Не е битно. Битно е. Кога ќе помине првата минута, значи еве сега сме на 30 секунди. Кога ќе поминат 30 секунди, правам склекови. Штом почне новата минута, правам склекови и наредна минута кога ќе заврши, тоа се вкупно 3 минути пауза, правиме нова серија згибови. Така имате 5 серии. Значи сега правам склекови. Колку рековме можам максимум 20, значи правам 10. Опа! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опа! Тоа ви е актив рест или активна пауза. За да, тој одмор што нели го имате од згибовите, да го искористите со склекови, 2 во 1. Пак ви правите 5 серии и тој е првиот дел од тренингот. А сега идеме на вториот дел од тренингот. Вториот дел од тренингот е обратно, односно имаме акцентот е повеќе на пуш, односно кој што гураме, а тука главна вежба ќе ни бидат дипс, односно пропаѓања. Може да дојдеш. Истото го правиме како и по првиот дел од тренингот. 80% од вашиот максимум на пропаѓања. Исто ќе ја земеме бројката 20, пример ако можам да направам 20 повторувања максимум, 80% колку искача 16. Имате 16 повторувања на дипсови, односно пропаѓања, и како активна пауза во овој дел од тренингот имаме Australian pull-ups, каде што на иста фора имаме 50% од вашиот максимум. Сега ќе ви покажам пример како треба да изгледа тоа. Исто како со згибови. Јас ќе ставам бројка дека можам максимум 10 да направам, што значи мојата серија од дипсови е 8 и одиме. Хоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Исто идеме. Стискам пауза 3 минути и како во првиот дел од тренингот, штом заврши првата минута, пази топло е. Штом заврши првиот дел од првата минута, се префрламе на Australian pull-ups, каде што ќе ја земеме истата бројка, можам максимум да направам 20, 50% од 20 е 10. Опа. Градите горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стари коски. И тоа е тоа. Исто имате овде 5 серии, по 3 минути пауза, на секој 3 минути правите дипс, главна вежба, а активна пауза од 2 серии во тие 3 минути се Australian pull-ups. И тоа е тоа. И идеме сега на третиот дел од тренингот. Доаѓаме до третиот дел од тренингот, кој што се нозе плюс стомак. Нозете не ги изоставуваме секако. Колку и да вежбате надвор, може да направите некоја комбинација. Верувајте, многу и подобро ќе се чувствувате и подобар напредок и комплетен, што се вика, физик ќе направите, отколку само да пумпате горен дел и нели долниот дел да ви заостанува. И не збориме само за физички изглед, со тек на време ќе може да се јавуваат и различни болки, повреди заради слабост на долниот дел од телото, кој што ни е многу битен и за држење на целиот труп и така натаму, да не филозофирам. Третиот дел од тренингот, нели, се нозе со стомак, каде што имаме EMOM систем. EMOM систем вие на секоја минута правите одреден број на повторувања за дадена вежба. Ние во овој EMOM систем ќе имаме 30, тоа се вика, значи правиме 3 вежби во една минута и секоја минута го повторуваме истото. Што значи,
имаме прва серија се бугарски чучњеви, прва вежба се се бугарски чучњеви, втора вежба се сиси скват, сега ќе ви покажам. Ако не можете да правите сиси скват, ќе најдеме адекватна замена. И трета вежба се leg raises за стомак и значи тие ги вртите у круг. Помеѓу вежба нема пауза, а пауза помеѓу цел круг вие останатиот дел од секундите кои што ви остануваат во минутата. Значи да повторам, секоја минута правите зададениот број на повторување на сите три вежби. Немате, као не ги правите вежбите, па стискате минута пауза, туку стискате стоперица, чим почне на секоја минута, секоја вежба ја поминувате со зададениот број на повторување што го имате за секоја вежба. Јас во овој случај ставив по 5 повторувања и мислам дека ќе биде и доволно време за да имате за да смените вежба и да се опоравите и колку толку да ви остане време за пауза во тренингот, односно за наредна серија. Бугарски чучњеви може да правите клупа, не знам, на некоја пониска шипка, се зависи во кој, во паркот што тренирате или било каде што и да има некој извишение каде што ќе може да ја потпрете ногата. За да речем идеална оддалеченост помеѓу местото кај што ќе ставите ногата и ногата која што ви е прва за работна серија, може да правите вака. Се потпирате и идеме 3 стапала напред. 1, 2, 3. Тука застанувате. Ногата не иде позади, додека не се чувствувате стабилно, не почнувате. Никогаш не се вртете лево десно за да изгубите баланс. Полека, малку колкот назад, телото напред, ова колено иде доле. 1, полека. 2, 3, 4, 5. Истото го правите и со другата нога. И сега пауза нема, се префрламе одма на другата вежба. За сиси скватс ќе ви треба нешто да се придржувате, може да биде и некој столб, а може да биде и, не знам, кој што е делот за дипсови, некоја таква шипка кој имате да се држите со двете раце за да не губите стабилност. Значи, идеме прстите, односно стапалата идат малце на прсти, тука се придржувате. Целта е да одите со колената напред, а со телото назад, за да има истегнување на квадрицепс, максимално истегнување и собирање за тотално да ја направите правилно вежбата како што треба. Значи, прсти, пуштаме напред, истегаме скроз, телото е позади, нозете напред, оп, собираме. 1, истегни, убаво скроз до доле. 2, телото иде позади, истегни. 3, пушти, хоп, иде ова задржи, 4 и идеме уште 1, хоп, 5. Тука завршуваме и се префрламе одма на вратило, каде што може да правите leg raises. Се префрламе на leg raises, значи полека, контролирано, на секоја вежба имаме по 5 повторувања. 5 една, 5 друга, 5 овде, 5 leg raises. Испреј нозе, хоп, 1, контрола. Хоп, 2, идеме. 3, 4, 5. И тоа е тоа. Вакви имате 10 круга, што значи 10 минути го вртите ова без пауза. Тоа е тоа од тренингот, ова е последен дел од тренингот, трет дел и се гледаме на одјава. Топо ми! Екипа, тоа е тоа што се однесува за денешното видео. Применете го овој тренинг во вашата рутина. Верувајте, ем е интересен, ем ќе ви донесе многу напредок. Што се однесува за бројките, како што ви напоменав, прилагодете ги врз основа на вашата моментална физичка способност. Ако нешто не ви беше јасно, слободно пишете ми и ќе ви објаснам. Среќа нека ви е. Тренингот е топ. Гледајте да прогресирате од недела за недела, каде што ќе додавате повторувања. Паузите нека останат горе-доле толку, максимум од 3 до 3,5 минути нека биде помеѓу пауза во првите 2 дела од тренингот. Зашто и да ви треба, тука ви благодарам на сите што останавте до крајот на видеото. Ќе ми значи ако се претплатите на каналот, оставите некаков вид на поддршка, коментар, лайк, било што. Може да напишете тема за наредно видео што ви интересира. Тоа е тоа. Се гледаме. Чао!